По обилните дождови кои го зафатија Преспанскиот регион пред десетина дена, водостојот на реките кои се излеаја од коритата сега е стабилен. Но се уште се санираат штетите од пустошот кој зад себе го остави водената стихија од надојдените реки, кои за десетина минути поплавија 50 куќи. Градскиот совет на општина Ресен спроведува постапка за формирање комисија која ќе врши проценка на штетите, а потоа ќе изработи елаборат кој ќе се проследи до надрежните институции. Во меѓувреме се врши дезинфекција и дератизација. Постојано, значи од на настанувањето на штетата интервенираме на терен со расчистување на теренот, со чистење на речните корита, се со цел да не се повтори во периодов уште една ваква ситуација. Најкритично беше во селата Царев двор и Дрмени, но материјална штета има и во другите села, бидејќи не се работи само за една излеана река, туку за сите притоки на Преспанското езеро, појаснува градоначалникот на Ресен Тозиевски. Имавме премногу сушни години. Речните корита баш на местата на каде што се излеани беа ова пролет и чистени, да, има и делови нечистени, каналската мрежа дел руинирана, дел затворена. Немаме увид точно каде генерално за каналските мрежи се во приватни имоти, но како и да е, се случи што се случи. Силното невреме си го стори своето, но проблем се речните корита, како и ендеците и каналите, кои жителите своевремено ги затрупале за да направат бавчи. Инаку Преспанскиот регион е најголем производител на овошје во Македонија. 60% од вкупното производство на овошје доаѓа токму од производството на јаболка. Тозиевски не очекува дека поплавите ќе предизвикаат негативни последици врз посевите. Сепак најави дека во периодот кој следи ќе се консултираат агрономи. Се работи вели за силни врнежи од дожд, кои буквално ја потопија Преспа. Само во последното деноноќие кога се случија поплавите, наврнале над 110 литри дожд на метар квадратен. За потсетување, покрај поплавените домови беа евакуирани 2 постари жители на Дрмени. Иако послаби, сепак се уште има врнежи од дожд. Мештаните стравуваат да не им се случи 85-та година, кога излеаните реки носеле се пред себе, па дури и цели куќи.